Сиромајиот човек што би на Стамбул 3 години баждарџија на гробиштата. Чита Александар Станојков. Беше чуледен сиромав човекот и во Стамбул биле еден грош едно јајце. Уверен бидејќи му ти биле толку скапи, собрал 1000 јајца и тоарил на магаренцето пред себе и тргнал за на Стамбул да одит во ние да спечели 1000 гроши и пари и да си го види алот. Едно излегол сиромајиот од град надвор и го запрел баждарџијата. Стој бре каурче да видам што носиш во кошеите за да платиш баждарот, му рекол. Запрел сиромајиот магарето и одврзал кошевите, таму и покажал јајцата на баждарџијата. Тамам, му рекол баждарџијата, дај сега 100 јајца баждар. Ама не вендам, му рекол сиромајот. Како бидува тоа да ти давам баждар 100 јајца? Јас ви го знам адетот колку ви се дава за каве параси. Да ти давам 10 пари, да прекусила 20 пари. Море каурче бре, дај 100 јајца, ја врати се назад. Оти ако презбораш, многу ќе ме клаиш во некоја белја. Туку број 100 јајца и врви си по патот, му рекол баждарџијата. Бре, моли, бре, коли пусти сиромав баждарџијата да не му земат 100 јајца, никако не можел да го измолит. Видел, не видел, оти не се одмолуват, изваил и му дал 100 јајца, да така си тргнал на Стамбул да оид. Од град на град врвејќи сиромајот, по сите баждарници му изедоа сите јајца и кога дошол до Стамбул му останале само 100 јајца. Го ватил истамбулскиот баждарџија и 100 беше му изел, при се што беше му плаќал и му се молел арно, ама не гледал на солзите негој, ами на 100 јајца гледал да му иземи баждарџијата, да тој, ако сака, нека умрет. Си потерал сиромаштиот човек магаренцето со празните коши и натреза Стамбул. Поодил малку и го ватил друг баждарџија. Стои море, каурче, му рекол. Да видам што носиш тука во кошеите? Ништо не носам, султанам, во кошеите, му рекол сиромајот. Ами што е ова слама во кошееве, брат, чорбаџи? Во сламата има 1000 јајца, ага, ама дури дојдов овде сите ми изедоа баждарџиите. Лажиш, чорбаџи, лажиш, му рекол агата. Ти си продал, туку дај ми мене еден бешлак баждар. Ама мре ефендам, му рекол сиромајот. Не стори се кајал да ми земиш еден бешлак на правдина. Ако сакаш баждар 10 пари кава пара си да ти давам. Ја еден бешлак чорбаџи баждар даваш, ја назад се враќаш, му рекол турчинот. Видел, не видел, дал еден бешлак. Поодил малку, ето ти друг баждарџија беше го ватил и тој му зел еден бешлак. Поодил уште малку, треќ, четврти баждарџија беше го ватиле за баждар да му земат. Од која не беа му останале пари веќе да дава, ватил да се кара и да се отима од тие што го ваќале да му земаат баждар и дошло да појдат на суд заедно со лажливиот баждарџија што му сакал баждар. Сторил давија наречениот турчин баждарџија на кадијата, оти неќел баждар да плати. Што не платиш баждар, бре чорбаџи? Му рекол кадијата. Аман кади ефенди, на 3 места баждар кај плаќав од кога влегол во Стамбул не по 10 пари каве пара се ми по еден бешлак. Ичкаелет Господ на ова што се правит на рајата по патиштата? Те молам, кади ефенди, ако е кабил да ме послуша што ќе ти кажам, едно чудо што се стори на мене сиромав. Си тоарив 1000 јајца од мој вилјајат за да и донесам овде и да и продавам по еден грош да спечелам троа пари, да си преранам децата и да си платам теклив царски. Арно, ама на секоја баждарница ми зедоа по 100 јајца за баждар и еве сум во Стамбул без ни едно јајце. Ја пак што си имав некоја пара, за да се преранев некоја недела две, дури да најдев некоја работа, и таа ми ја зедоа по ќошињата ваквие белоденски арами без да се баждарџи. Аман кади ефенди, стори се вакув на оваа работа, ти греота е од Господ и срамота од светот ваквие работи да се прават. Ајде,
плати баждарот и не зборуј многу ти, не можам да те слушам тука, кај си нашол царска земја па дијала да гразиш бре, каурче, му рекол кадијата. Кога чу тие збори и сиромајот од кадијата, наведи глава и си излезе надвор, од кога му го даде уште последниот бешлак на лажливиот баждарџија. Застанал да се дума и да се мисли кај да оди. Стамбол, али назад да се вратит. Бидејќи пари немал да арџит, се вратил надвор од Стамбол. Завртел магаренцето од пато настрана за да му попаси малку, седнал и си мислел сам со себе како да правит и што да правит. Во тоа време беше донесле еден умрен човек да го закопаат во гробиштата. Ја чекај, и јас да се сторам еден баждарџе на умрените, чунки овде немало кој да те бари, кој да те праша што правиш и што работиш, си рекол сам со себе. Му дошол кај гробот од умренију и му рекол: луѓе, прво дајте бешлак за баждарот, да после закопајте го умрениот. Бре, као бидуа, бре што бидуа, луѓето се двумеа, али да даат, али да не даат. Знаејќи луѓето оти суд немат кај да одат да се поплачат, видоа не видоа, му дадоа еден бешлак. Не би час, донесле друг умрен и од него беше му зел еден бешлак. Кога позбира некоја недела бешлаци сиромајот и кога видеот и немало никој да му речи текла крдја и земал пари за умрените, си направил една баждарница и токму 3 години што земал по еден бешлак на секој умрен човек што ќе го закопаа во тие гробишта. На 3 години беше умрела од садријазам од жената и му ја донеле на гробиштата да ја закопаат. Кога увиде садријазамот имало баждарница во гробиштата и баждар на умрените да се земат без неговото знаење, на чудо беше станал. Дали тој еден бешлак и си ја закопал анката. Од која си ошол на Сарај, го викнал сиромајот кај себе и го прашал: абре човече, кого го праша ти и од кого зеде изим да земаш по еден бешлак на умрените? Никого не сум прашал и од никого изим не сум зела евенди. Чунти во едно село кај што нема пци и без тап се оди. Јас чув оти овде во Стамбол биле грош јајцата и тоари 1000 јајца за да спечелам некоја пара, да си видам малот и да си го платам текливо царски. Арно, ама дури дојдов до овде, сите јајца ми зедоа баждарџиите за баждар. Од кога влегов во Стамбол, на 3 места ме ватија и ми зедоа 3 бешлаци баждар на празни кошеи. Сторив да авија на кадија, кадијата вуку не ме стори да ме избавит од јанчесиџиите. И јас кога видов оти овде било слепари, се сторив на умрените баждарџија и еве 3 години време кај туку седам. Алла берикјатварсан, спечалив пари доста. Ашкол сум бре чорбаџи на тоа што си го сторил, чунки си нашол ќор мемлекет, а на ќор мемлекот топал ешек атр, му рекол садријазамот.